Почитувани мои, како ќе биде кога веќе навестивте дека првата генерација е 76-77, а токму таа сум јас. Да се најдеш во истиот ходник пред 77 година и сега повторно овде, навистина е чест и гордост што воопшто постојам достоинствено овде да се исправам по истиот тој ходник, кога имав само 12 години. Толку бев инспирирана од учителката која што ме водеше, но и од наставничката која што овде ја гледам во овие редови. Сега како да застанам и што да прочитам? Да прочитам она за кој што сите ме препознава дека мојот говор е иднината на овој град. Горда сум што сум дел од овој ходник, толку години, значи 50 и неколку години сум дел од овој ходник. Дел сум од оваа ученичка заедница, од овие наставници. А да не ви кажам дека горда сум што го води ово училиште еден мој драг родител, моја сегашна директорка, која што, верувајте, ќе започнеме со Звонче, ова ме инспирираше на Джиго, нашиот служител кој што задвонуваше, па да почне првиот час. Благодарам. Колку народ панча, многу, мајко, многу. Денес се соопштува успехот. Нема поголема радост од тоа. Никој не сака да го испушти овој ден. Секој сака да биде дел од свечениот момент на своето дете. Уменна мајка ми возврати баба ми. Ме стегна за рака во знак на поддршка. Биди опуштена, немој да се плашиш. Со треперлив глас се обрати мајка ми. Не се секирајте, се е во ред. Се најдовме во пространиот ходник на училиштето. Во него од крај до крај столчиња. Украсени цидови со нашите цртежи, песнички и писмени состави. Не можев да го препознам моето училиште. Беше како во ново руво. Се беше уредено како под некоја линија. Средено, безпрекорно. Колку ли труд вложила мојата учителка, си помисли, за да ни го направи амбиентот пријатен во моментите кои за сите беа многу тешки. Таа ми беше мојата втора мајка. Помислата дека треба денес да се разделам од учителката, ми ги стегаше градите, а моите родители, седнати во третиот ред, се избураа. Велат дека има место и за останатите. Ние учениците си го знаевме редот. Училишниот хол беше препон со родители, деца. Никогаш не сум ни помислила дека може да собере толку многу во училиштето. Абе целиот град, насекаде насмевнати лица, радост, среќа, букети со цвеќе. Училишното звонче во најпочетокот на приредбата. Како ова рече ми денес. Настапи мртва тишина. Наредени како хор, во две редици стоевме мирни како војничиња. Со нетарпение го очекувавме почетокот на добро подготвуваната приредба. Силен аплауз го означи обраќањето на директорот Пачатлиев. Моето училиште Јосип Броз Тито беше секаде познат во градот. Ако учиш во него, ти си најдобар. Така велеше мајка ми. А татко ми вели, ајде молчи, треба детето да учи, а не да му кажуваш дека треба да биде најдобро. Сите бевме на
насмеяни и задоволни. Чекав да започнам. Глуме во омилената драма на мојата учителка Децата од нашата улица. Беше внесена Сара во незината улога. Се забележуваше дека го сака мајчиниот јазик. Он, нези, вдавнува, што мајка и баба и постојано изборува дека убави состави пишувала. Дел од родителите станува од столиците, кога ја видоа баба и на Сара. Родено е бре ова дете за глума. Боже! Се врати Сара на место и почна да подава рака тивко, зашто после незината точка, ракоплескањето и аплаузот немаше крај, а незината учителка со мокри очи ја поздрави дека успеала и дека ќе успее и понатаму.